Добар ден, почитувани, стартува уште една нова телма амбуланта реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Срцевата болест е состојба која што се среќава почесто отколку што се смета, отколку што луѓето мислат дека е тоа така. Што ја причинува оваа болест, како се препознава и на кој начин се лекува. Денешна гостинка во телма амбуланта ни е доктор Тања Ангјушева, специјалист интернист, субспецијалист кардиолог во Жан Митрев клиник. Докторке, добре ни дојдовте во телма амбуланта. Добро ве најдов, драга Марија, и драго ми е што ме поканивте. И би сакала да ги поздравам сите гледачи. Само дрижје, ќе замолам, јас ништо не слушам во студио, се надевам дека тоа во меѓувреме ќе се коригира. Докторке, сите знаеме дека срцето е мускул што ја испумпува крвта. Сега, што е тоа срцева слабост? Дали може би тоа значи слабење на мускулот на срцето? Се надевам дека сега ме слушате, така? Срцева слабост е посебна состојба кога настанува намалување на јачината на пумпната снага на срцето. Како резултат на што не сме во состојба. Така? Се слушам? Сега ве слушам, докторке. Во програма одеше тонот, меѓутоа јас во студио не слушав. Сега е веќе коригирано. Како резултат на што всушност срцето не е во состојба да ја испумпува крвта на нормален и правилен начин и во онаа количина на која што му треба на пациентот. Срцевата слабост токму поради тоа резултира не само со слабост на срцевиот мускул, него со слабост на сите органи, се намалува квалитетот на животот на еден пациент комплетно, се менува неговата работоспособност и пациентот не е во состојба да ги обавува своите нормални активности. Дали болеста е покарактеристична за возрастните лица или пак може да се јави дури во детска возраст? За жал нема правило. Болеста може да се јави и во детска возраст, може да се јави и во така наречена адултна, односно кај возрастните пациенти, зависно што е причинител на ова заболување. Ова заболување го има, можеме да кажеме дека го има два вида во однос на начинот на јавување. Може да биде вродена причина на појавувањето, но меѓутоа може да биде и стекната причина. Во групата на вродени заболувања, од кои што резултираат со срцева слабост, најчесто се вродените срцеви мани, потоа примарната причина, односно примарната дилатативна кардиомиопатија, која што резултира како резултат на генетски пореметувања во структурата на срцевиот мускул, додека пак во групата на стекнатите заболувања, тоа се за сите оние заболувања кои што се појавуваат во текот на животот на една особа, кои што ако не се третираат на време, можат да завршат со срцева слабост. Така, например, во оваа категорија се бројуваат хипертензијата, која што е најчесто заболување во секојдневието, која што уште се нарекува и silent killer, тивок убиец, потоа акутниот срцев инфаркт, потоа тука може да бидат валвуларните заболувања, стекнатите инфективни заболувања, кои што дали се бактериски, дали се вирусни, резултираат со миокардити и воспалување на срцевиот мускул. Потоа тука доаѓаат злоупотребата на поедини дроги и различни супстанции кои што штетно влијаат на срцевиот мускул, доаѓа самата бременост, која што исто така може да биде ризик фактор на Зошто, докторке, бременоста е ризик фактор за срцева слабост? Што се случува во тој период? Па во тој период во суштина кај самата бремена жена имаме една поинаква физиологија која што не би ја нарекла патофизиологија, затоа што тоа е една состојба во која што се менува состојбата на лачење на ендогените хормони, се обменува оптоварот на циркулацијата, работата на срцето. И целокупно сите тие три фактори можат кај поедини индивидуи да направат настанување на срцева слабост, посебно во 7-8 месец од бременоста и во тек на породување или непосредно, посебно е критичен моментот после породувањето. Кај кои особи се јавуваат овие моменти на настанувањето на срцевиот мускул? Вообичаено се јавуваат кај оние трудници кои што воопшто не водат евиденција во однос на начинот на исхрана, кои што ја злоупотребуваат солта во исхраната, кои што секундарно како резултат на тоа настанува покачување на крвниот притисок, кои што енормно ја покачуваат својата телесна
тежина за сметка од правилата и правилностите на една нормална бременост, кое што всушност сето тоа резултира со настанување на состојби на настанување на срцевиот мускул. Како се оптоварува срцевиот мускул? Да речеме една трудница која што злоупотребува сол, солта сите знаеме ја врзува водата, ја зголемува количината на циркулацијскиот волумен, кој што го оптоварува срцевиот мускул. Срцевиот мускул и онака треба да пумпа повеќе затоа што треба да обезбеди циркулација за самиот плод, плюс дополнително сега со растенувањето кое што настанува поради задршката на вода и плюс од друга страна задршката на вода доведува и до покачување на крвниот притисок и покачениот крвен притисок представува дополнителен оптовар за срцевиот мускул, полека всушност доведуваат да резервите на мускулните влакна се трошат. Од почеток тие се малку задебелени, меѓутоа со текот на експозицијата на овие секојдневни стрес фактори, полека се трошат тие резерви на мускулни влакна, тие се издолжуваат и настанува така наречено попуштање на срцето, односно настанува срцева слабост. Многу критичен момент е кај овие пациентки самиот акт на породување, затоа што тука имаме дополнителен оптовар и причини на форсирање на притисок од страна на трудницата поради моментот на породувањето и тие во тој момент можат дополнително да доведат до слабење, акутно слабење на срцевиот мускул. Затоа е многу битна превенцијата и правилната едукација на трудниците. За да се избегне ова. Ретки се оние кои што имаат генетска предиспозиција. Значи, треба да бидат исклучително внимателни во бременоста, колку сол се внесува и секако редовно да се следи бременоста, пред се крвниот притисок, како што споменавте, за да не настанат сите овие компликации. Исто така, кај стекнатите причини за срцева слабост ги споменавте инфекциите, бактериските и вирусните. Дали една обична ангина со висока температура може да направи еден ваков проблем? Да, една обична ангина со висока температура, најчесто во позадина се крие стрептококна инфекција, може и стафилококна инфекција. Значи, тоа е бактериска инфекција. Секоја бактерија си има способност кога ќе влезе во организмот да ослободи така наречени ендотоксини, кои што знаат да навлезат во крвта и да предизвикаат различни воспалителни процеси. Меѓу тие процеси, може да предизвикаат промени на зглобовите и на бубрези, меѓу тие процеси кои што можат да настанат да настане воспалителен процес и на ниво на срцевиот мускул, како резултат на ефективен одговор на тие ендотоксини кои што ги лачи самата бактерија. Воспалението на срцевиот мускул доведува да се наталожи, да се зголемат, да дојдат различни субстанции како одбрамбени механизам, тоа се макрофаги, неутрофили, различни клетки од одбрамбениот систем, да навлезат во меѓу мускулните влакна на самото срце, потоа да се повлече тука поголема количина на течност и да настане процес на воспалување на срцевиот мускул. Воспалениот срцев мускул во основа станува позадебелен, покрт, се намалува моќта да испумпува крвта и полека со текот на времето, полека почнува да се истегнува, да ја губи еластичноста. Пластично кажано, едно ластико, кој ќе го истегнеме се враќа назад, меѓутоа при долга употреба ја губи својата еластичност. Слично нешто настанува и со срцевиот мускул, ја губи својата еластичност, срцето се проширува и настанува така наречена срцева слабост со дилатација, односно со проширување на шуплините на срцето. Дали вако проширено или зголемено срце може да се јави како последица на прилежан ковид, бидејќи споменавте дека секој воспаление на срцето, миокардитис, може да резултира и со ваков проблем? За жал, ковидот, да не заборавиме, представува пред се воспалителен процес и тригер тука е ендотелната клетка на крвните садови. Срцето е исто така дел од тој кардиоваскуларен систем и многу често може да биде вовлечено со воспалителен процес уште во акутната фаза, додека пациентот е болен од ковид и
но за жал може да настане и во тек на првите 2-3 месеца кај оние пациенти, па и до 6 месеци кои што имале потешка форма на COVID, како резултат на така наречен касен имунолошки инфламаторен одговор. И последица. Да, кажете. Не, повелете, мислев дека завршивте. Сакав да ве прашам за симптомите кои што се поврзани со оваа болест, но најнапред завршете со ова, па потоа ќе преминеме на симптоми. Многу е поопасна, добро, акутната форма може да биде и фудројантна, односно екстремно брза, да заврши со развој на срцево попуштање, полнење на белите дробови со вода и за жал можда и со смрт. Меѓутоа, хроничната фаза е многу поподмолна и доведува до крајно оштетување на срцевиот мускул, кое што во поголем процент од лекувањата може да биде и иреверзибилно и да направи тешки последици по здравјето на пациентот. Како може да се препознае срцевата слабост? Така, докторки, имат ли каков е пулсот? Дали е забрзан или е забавен? Би се очекувало кога е зголемено срцето да имаме проблем некаков со пулсот. Значи овака, пулсот ми е еден параметар кој што ја покажува, може да укаже дека во позадина се крие срцева слабост. Пулсот е забрзан, но зошто? Затоа што срцето е зголемено, но ефективната работа на срцето е намалена. Нема мук да ја истисне, и срцето се зголемува затоа што, како што спомнав, нема мук да ја истисне крвта која што се наоѓа во него, поради што во текот на својата работа при една своја контракција истиснува многу помалку крв отколку што истиснува едно здраво срце. Да речеме, едно здраво срце на еден човек од 70 килограми при едно истиснување, значи при една контракција, истиснува некаде од 70 до 80 милилитри на крв, кое што кога ќе се помножи со 60 секунди овозможува доволен проток на крв за да може да околу 4,2 до 4,5 литри да може да му обезбеди нормален квалитетна исхрана на сите органи на пациент, на личноста. Додека пак една личност од 70 килограми која што има болно срце, и тоа срце, да речеме, е проширено доста. При едно истиснување истиснува, не може да истисне 70 милилитри, ќе истисне 30-40 милилитри. И во тој случај за 60 секунди имаме 2,5 литри крв кој што се истиснуваат, кој што навистина не е доволно за да пациентот може да постигне обезбедување на сите органи со крвото. Како резултат на ова, нашиот организам и на здраво и на болно прави така наречени компензаторни механизми на одбрана. Еден од тие механизми е забрзување на срцевата работа. За да може да се обезбеди доволниот проток на крв за сите органи, прво што прави срцето ја забрзува својата работа, а тоа уште повеќе се ефектуира при минимален физички оптовар. Забрзаната срцева работа со недоволно дотур на крв за сите органи доведува да се промени и функцијата на дишењето. Пациентите обично започнуваат да дишат кратко и побрзо, за да можат да се обезбедат доволна количина на кислород за организмот. Како што ние докторите велиме, настанува една тахикардија и тахипнија. Значи, тоа се првите знаци. Забрзана работа со краток здив и чувство на глад за воздух, а сепак, значи, неисполнетост и недоволно кислород во самиот организам. Така, докторке, тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа ќе продолжиме и со останатите симптоми кои што се карактеристични за срцевата слабост. Почитувани, останете на Телма. Со доктор Тања Ангјушева, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија, денеска зборуваме за срцевата слабост. Доктор, ке појаснивте дека првите најочигледни симптоми се забрзаниот пулс и краткиот здив кај лицата кои што имаат проширување на срцевиот мускул, но дали се случува и тие нагло да накачат тежина? Некогаш за една недела и по 2 килограми, или пак да им се јават отоци на нозете?
Да, многу често оние накачуваат во својата телесна тежина, меѓутоа тоа во суштина не е вистинско накачување на телесната тежина, туку е задршка на течност во организмот. Задршката на течност во организмот настанува затоа што кога нема доволно крв за сите органи, бубрезите работат со намален погон и не се во состојба да ја елиминираат целокупната тежина, да елиминираат целокупниот вишок на течност кој што се ствара во организмот. Од друга страна, во позадина стојат голем број на инфламаторни процеси кои што ја пратат срцевата слабост, без разлика која е причината која што доведува до таа срцева слабост, и како резултат на тие инфламаторни процеси се зголемува пропусливоста на крвните садови, посебно од венскиот систем, и вишокот на течност поминува во меѓуклеточните простори и на таков начин се создаваат отоци, најчесто на нозете. Меѓутоа, не само на нозете, се задржува и излегува течноста во плевралните простори, значи меѓу обвивките на плеврата, на белите дробови, и се создава течност дури и во стомачната шуплина, и тоа е резултат на еден така понапреден, тежок стадиум на срцева слабост. Ако во комбинација на ова, пациентот користи посолена храна, зема газирани течности, не е дисциплиниран, користи зачинета кисела храна, има потреба од дополнително ексцесивно внесување на течност, отоците се уште поизразени. И верувајте, не е само за 2 килограми за една недела. Они може да добијат цели 5 и 10 килограми, може да се наполнат белите дробови со вода, па така да и дишењето стане многу поотежнато, да стомачниот дел се надуе, кое што не е ради задршка на гасови или нерегулирана столица, напротив, доаѓа како резултат на задршка на течност меѓу цревата и во стомачната шуплина. Сето ова доведува да самите пациенти ги променат и своите навики во секојдневниот живот. Прво започнуваат да јадат помала количина на порции, затоа што се наголемува црниот дроб, го притиска желудникот, нема простор за внос на храна. Континуирано се жедни од една страна, од друга страна имаат задршка и губиток на течноста во просторот. Срцето дополнително се оптоварува, кругот се затвора, уште повеќе слабе. И тука, во суштина, со намалениот внос на хранливи продукти, се намалува вносот на белковини, пациентите влегуваат во еден катаболизам, им се губи мускулната маса, а тежината останува. Се намалува имунитетот, настанува анемијата, железото е пониско. Значи, комплетно срцевата слабост, ако навреме не се превземат мерки, представува вистинско расстройство на здравјето на целиот организам. Така, бројни компликации може да предизвика, лесно ли се диагностицира? Докторке, болеста може ли со стетоскоп како кардиолог да насетите дека се работи за таков проблем, или пак со едно обично ехо да се постави диагноза? Значи овака, почетната диагностика започнува уште од матичниот лекар. Значи, оние кои што имаат секојдневен контакт со пациентите, првата линија на згрижување на здравјето на пациентите. Обично, срцето кај овие пациенти не дава добро јасни тонови, се слушаат некои шумови, се слуша ирегуларен, неправилен ритам на работата на срцето, крвниот притисок може да е екстремно висок, може да е многу низок, а од друга страна на слушалка белите дробови се слушаат дека нема дишење, се слуша дека има присуство на течност, стомахот се гледа дека е натечен, нозете отечени. Значи, ке сите овие пациенти мора да се направи ехо со кое што треба да се види што е, колку е стадиумот на срцевата слабост, кој што може да биде срцева слабост со презервирана, со заштитена срцева функција, со средно тешко оштетена срцева функција и со тешко оштетена функција. Ова е многу битно. Ако се фатат пациентите во оној стадиум, кога имаме, како што ние лекарите велиме ХФП или презервирана срцева функција, во тој случај со медикаментна терапија, многу брзо пациентот можеме да го вратиме кон нормала и да го одржиме во овој стадиум. Но, ако имаме ХФ-МРЕФ, односно умерено нарушена срцева функција, тука треба редовна диуретска терапија во поголеми дози, редовна контрола, покрај промена на начин на живот и почесто следење на пациентите. Додека оние што се
ХФР со изгубена срцева функција, тие прашање е дали ќе влезат во реверзибилен стадиум, тоа се веќе пациенти кои што се хронично болни, те кои што можда ќе треба и болничко лекување покрај другото. За жал, од оваа популација, еден дел на пациенти влегуваат во терминален стадиум на срцева слабост. Што тоа значи, докторке? Што во таа ситуација? Има некакво решение? Да, има решение. Тоа е една многу тежок стадиум на срцева слабост, каде што комплетно е изгубена контрактилната моќ на срцевиот мускул. За да може ова да се потврди, не е доволно само да се направи еходиагностика, да се види ниска пумпна снага, дали има или нема пореметување на работата на залистоците, но често пати е потребна подкрепа од магнетна резонанца, со која што ние можеме да, како лекари, да сме сигурни дали е иреверзибилен или реверзибилен овој процес. Ако е реверзибилен овој процес, удиме на конзервативните мерки, тоа има сега нова палета на лекови кои што го помагаат враќањето на работата на срцевиот мускул, како што е ентрестото и така натаму, како што е левозименданот, но за жал поголемиот дел од пациенти кога се наоѓаат во овој стадиум влегуваат веќе во на иреверзибилна фаза, кога сепак постои техниката отишла напред, па така и во медицината постојат поедини помагала или девајси кои што ја помагаат работата на срцето. Прва група се пейсмейкерите кои што се вградуваат за ресинхронизирање, за подобрување на контрактилноста на срцевиот мускул. Втора категорија се оние сите девајси кои што во нашата земја почнаа да се применуваат и да се имплантираат од 2018 година. Тоа се така наречената лева или деснокуморна механичка циркулаторна потпора за работа на срцето, каде што всушност се вградува специјална направа во шуплините на самото срце, со кој што таа направа е направена од посебни материјали кои што навистина кои што се компатибилни, односно соодветни со животот на пациентот, и главна функција на овие материјали е да ја подпомагаат срцевата работа. Ја истиснуваат крвта од срцето и ја вградуваат, ја пумпуваат во аортата или во пулмоналната артерија, зависно за кој вид на срцева слабост се работи. Во нашата земја веќе имаме една група на пациенти, околу 25 се сега купно на број, кои што благодарение на оваа механичка циркулаторна потпора им е продолжен животот и им е вратен квалитетот на нивното здравје. И меѓутоа и тие, иако се овака згрижени актуелно, понатаму со текот на времето сепак би требало да се планираат за трансплантација. Трансплантацијата на срце е крајниот метод кој што се користи кај пациентите кои што се со терминален стадиум на срцева слабост, кој што исто така ние последниве 2 години веќе го практикуваме во нашата земја. Докторке, ви благодарам за денешното гостување во Телма амбуланта и за убавото појаснување поврзано со оваа навистина тешка болест. Појаснивте дека е важно да се открие навремено за прогнозата да биде подобра. Се надевам дека следното ваше гостување ќе биде во студиото на Телма. Само сакам да додадам на крај да не заборавиме дека позадината на се, и ова е ствари апел до сите ваши гледачи, дека позадината на се и како ќе биде нашето здравје, односно дали еден пациент ќе заврши до срцева слабост или не, е начинот на живот. Значи превенцијата е клучна. Начинот на кој што го живееме животот. Како се храниме, да се движиме, спортуваме и слично. Да се движиме, спортуваме, но да не заборавиме пушењето. Да се внимава сите оние пушачи кои што се да прекратат со пушење, и многу е битно да се започне едукацијата за правилен начин и живот уште од млада возраст, уште од школски денови, затоа што само тогаш преминува во навик. Така, ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Почитуваната доктор Тања Ангјучева, специјалист по интерна, субспецијалист по кардиологија во Жан Митрев клиник, беше денешниот гостин во емисијата. Се гледаме секој работен ден на Телма. До гледање.